Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Два туроператори ќе престанат да носат туристи во Охрид. Од денеска Скопскиот аеродром се поврзува со авиолинија со Париз. Потребна е реконструкција на градската хидранска мрежа во Охрид. Општина Дебрца ќе ги субвенционира граѓаните за купување велосипеди. Нов рекорд за најдолг говор во Американскиот Сенат. Сенатор говореше цели 25 часа. Со содржините во дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид имавме умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд и максимална дневна температура до 13 степени Целзиусови. Во четврток на Пиринејскиот полуостров, Западна Европа, како и во делови од Југоисточна Европа, ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во останатите предели од Европа ќе доминира поле на висок воздушен притисок, кој што ќе условува претежно сончево и топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди. Во централните и јужните предели ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 9 до 20 степени. Во Македонија во четврток посвежо утро со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 0 до 10 степени. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно, ветровито и свежо време со повремени сончеви периоди. Во северозападните, западните и југозападните предели ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 9 до 20 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува умерен северозападен ветер. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 15 степени. Во Охрид во петок и сабота во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди, а попладне и навечер нестабилно време со врнежи од дожд. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во недела ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и студено. Минималната температура од 0 степени, додека пак дневната ќе достигне до 8 степени. Во текот на ноќта, недела кон понеделник, врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење.
Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Два туроператори ги откажаа летовите за Охрид. Корендон оваа сезона нема да носи туристи од Холандија и полскиот Рейнбоу ја укина линијата Варшава-Охрид. Едниот поради внатрешна реорганизација, другиот поради високи цени на хотелските услуги. Туроператорот Корендон оваа сезона нема да носи туристи од Холандија на брегот на Охридското езеро. Поради внатрешна реорганизација, компанијата ја укина чартер линијата Амстердам-Охрид, која во сезона оперираше 3 пати неделно. Во новиот летен ред на Охридскиот аеродром го нема и еден од најголемите полски туроператори Рейнбоу, кој носеше гости од Варшава. Причините за нивното откажување се високите цени на all-inclusive услугата во охридските хотели. Со новите линии се отвораат можности за посета на што повеќе индивидуални гости, но тука би напоменал дека не треба да се запостават и да се стават во втор план и редовните туроператори кои што веќе долги години оперира на Охрид со директни чартер линии, кои што носат голем број на гости, а веќе, нажалост, оваа сезона имаме мали намалување и откажување од некои туроператори, бидејќи дел од угостителскиот, од хотелскиот сектор одлучија некои услуги кои што ги дава во минатото се да ги исклучат. Од Хотамбела цените на понудената all-inclusive услуга се оправдано зголемени поради драстичното поскапување на трошоците и не може да се задржат на ниво како лани. Општо цената за all-inclusive која беше понудена од повеќето охридски хотели, за жал беше тие викаа дека е доста повисока и дека не очекувале толкави поскапувања, но
ипак може да се каже дека во околината, значи зборуваме за Грција, Турција, Албанија, дека уште на all inclusive цените, па и на останатите цени за групите, сме едни од поевтините. Холонѓаните и англичаните ќе доаѓаат со туроператорот TUI, а денови веќе се знае дали и вториот полски туроператор Регобис ќе лета за Охрид. Од аеродромот Свети Апостол Павле оваа сезона ќе оперираат 6 авиокомпании до 8 различни дестинации. Од денеска Скопје официјално директно се поврзува со Париз преку новата авиолинија Скопје-Париз. Линијата ќе се реализира 2 пати неделно од денес до 31 декември 2027 година. Утрово на меѓународниот аеродром Скопје се реализираше првиот лет од Париз на авиокомпанијата EasyJet. Линијата ќе се реализира 2 пати неделно од денес 2 април па се до 31 декември 2027 година со однапред определен ред на летање, информира министерот за транспорт Александар Николовски. Ова е уште една можност за подобра комуникација и поврзување на Македонија со европските земји и европските метрополи. Како влада создаваме услови со кои привлековме нови авиокомпании во Македонија и резултатите веќе се видливи. 8 нови дестинации од аеродромот во Скопје и 2 од аеродромот во Охрид се воведени за многу краток период, рече министерот Николовски. Николовски кажа дека целосно е променет и моделот на субвенционирање и наместо за заминување, влада да дава финансиска поддршка за патници во доаѓање. Целта е што повеќе луѓе да доаѓаат во Македонија, а тоа значи дека ќе користат и други услуги во земјава, стратегија која дава конкретни резултати, потенцира вице-премиерот Николовски. Евентуална огнена стихија во стариот дел на градот е најболна точка за безбедноста и за пожарникарите. Некои делови од Стар град се скоро недостапни за поголеми противпожарни возила, а рак-рана се паркираните возила на ионака тесните улички. Проблематична е и градската хидрантска мрежа за гаснење пожари на територијата на цел град. Степенот на загрозеност од пожари во стариот дел од Охрид, каде се концентрирани културно-историските споменици и локалитети од непроценлива вредност, е висок, оценуваат од територијалната противпожарна единица. Причини за неповолната безбедносна состојба од пожари се тесните улици, непроодни од паркираните возила и збиената архитектура. Најголем проблем е стариот дел на градот, а тоа е таква е конфигурацијата на теренот, меѓутоа и нивото на граѓанската свест е на многу ниско ниво. Имаме паркирани возила кои што стварно ни представуваат голем проблем и не можеме да си ја работиме работата и затоа ова прилика ево ја користам да апелирам да многу да се внимава со паркирањето на возилата. Ради тоа што знаете дека секоја секунда е важна за пожарот, а ние сме спречени стварно од овие возила. Од територијалната противпожарна единица посочуваат дека голема е опасноста од блоковски пожари и во центарот поради градежната експанзија, тешко пристапните локации и патишта, а проблем е и градската хидрантска мрежа за гаснење пожари. Од пожарната во повеќе наврати поднесувале барање до јавното предпријатие Водовод Охрид со цел да се изврши маркирање на хидрантите, оние што се подземни да се направат надземни со цел поефикасно делување во случај на пожар. Хидрантската мрежа низ Охрид функционира со прекини и треба една добра реконструкција. Меѓутоа тоа е проблем што се таложи веќе 30 години, така да треба да почнат службите да го решаваат тој проблем за да може противпожарната служба да реагира навремено и подобро. Од неодамна пожарникари заедно со вработени во Водовод вршат маркирање и оспособување на хидрантите за непречено функционирање, но проблем е и нефункционалната внатрешна хидрантска мрежа во колективните станбени објекти и градби без противпожарни скали за евакуација. Од пожарната посочуваат дека неопходна е едукација на граѓаните за превенција и за постапување во случај на пожар, како и увежбување на плановите за евакуација. Територијалната противпожарна единица Охрид им стои на располагање на сите институции, училишта, фирми за реалистично увежбување на плановите за евакуација, давање на совети и препораки. Припадници на територијалната професионална противпожарна единица Охрид ќе бидат дел од републичкиот тим за брз одговор за заштита и спасување од урнатини.
Тоа е нешто за кое ние како единица се залагавме изминатите години, напишаа во објавата на Facebook од територијалната противпожарна единица Охрид. Тимовите за брз одговор од противпожарните единици се дел од високо обучен тим за заштита и спасување на Дирекцијата за заштита и спасување, кој може да одговори на голем број предизвици во случај на несреќи и елементарни непогоди. Општина Дебарца ја објави мерката Живеј здраво, вози точак, јавен повик за субвенционирање на граѓаните на општина Дебарца за купување велосипед во 2025 година. Општина Дебарца со цел да ги стимулира жителите на општината за користење на велосипеди и да го поттикне рекреативниот спорт, објави јавен повик со кој на граѓаните кои ќе купат нов велосипед во 2025 година ќе им надомести дел од трошоците. За мерката Живеј здраво, вози точак, обезбедени се средства од буџетот на општината во вкупен износ од 200.000 денари. На барателот ќе му се надоместат дел од трошоците направени за купување на велосипед во висина од 50% од вредноста на велосипедот, но не повеќе од 3.000 денари и вклучен персонален данок на доход. Јавниот повик ќе биде реализиран по принципот прв дојден, прв услужен. Заинтересираните повеќе информации за начинот на поднесување на барањето и потребната документација можат да најдат на веб страната на општината debarca.gov.mk. Приведен охриѓанец поради изнуда и противправно лишување од слобода. На 1 април 2025 година, полициски службеници од СВР Охрид го лишиле од слобода АИ од Охрид, постапувајќи по претходна пријава од страна на МАШ од Охрид заради постоење сомнение за сторени кривични дела, противправно лишување од слобода и изнуда. Според пријавителот, инаку во роднинска врска со пријавениот, на 31 март 2025 година, околу 21 часот, АИ дошол во домот на пријавителот и со пиштол, под закана, го држал и физички го нападнал, барајќи од него да му препише во сопственост патничко возило и да добие вработување во фирмата на пријавителот. При тоа консумирал и бела прашкаста материја. Откако пријавител одветил дека ќе ги исполни барањата на АИ, заедно се упатиле кон фирмата на пријавителот, при што тој успеал да побегне и случајот го пријавил во полиција. АИ е лишен од слобода, а бил извршен и претрес во стан и други простории кои тој ги користи, при што се пронајдени пиштол, кеси со семки од канабис, остатоци од канабис, една дробилка, предмети со остатоци од бела прашкаста материја и друго. По целосно расчистување на случајот ќе следува соодветен поднесок, информираат од СВР Охрид. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.